Во ова издание на Саботна хроника, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ќе гледате. Ова лето скопјани ќе уживаат на зелениот покрив на градскиот трговски центар. Исчистените црни точки во Скопје се повторно мета на несовесните граѓани. Паркинзи на општина Центар воведува промени во начинот на користење на резидентните паркиралишта. Отворени денови за универзитетите во скопските средни училишта. Скопската зоолошка доби нов жител. Причина плюс за големата посетеност во Зоо Скопје. Интервју со портпаролката Тина Мицковска. И оваа година во средните училишта во Скопје ќе се одржат така наречени отворени денови за универзитетите. Со ова се овозможува во секој училиште во 2 дена секој од универзитетите да ја презентира својата студиска програма. Целта и идејата на овој проект е средношколците и идни студенти што е можно подобро и навремено да се запознаат со студиските програми на факултетите и универзитетите, за да го направат вистинскиот избор за упис во предстојната студиска година. Ова денеска го соопшти скопскиот градоначалник Петре Шилегов по посетата на средното училиште Гимназијата Орце Николов. Градот Скопје и годинава, поучен од минатогодишните многу добри, да не речам одлични искуства, започнувајќи од неделава, започнува со така наречените отворени денови за универзитетите во средните училишта во нашиот град. Оваа година, имајќи го предвид искуството, ја подобруваме програмата и овозможуваме во секое училиште во 2 дена секој од универзитетите во Македонија да презентира својата студиска програма. И тоа поделени сме во првиот ден да идат така наречените природни науки, односно факултетите со природни науки, а во другиот ден од така наречените општествени науки. Нашата цел, нашата идеја е студентите, идните студенти, односно средношколците, што е можно подобро и понавремено да се запознаат со студиските програми на универзитетите, односно факултетите, како би можеле да го направат вистинскиот избор за упис во предстојната студиска година. Директорот на училиштето Митко Димовски информира дека во текот на денешниот и утрешниот ден најавени се 20 на факултети и универзитети, распределени во 4 до 5 училници. Учениците ќе имаат можност да се запознаат со студиските програми и со начинот на аплицирање на факултетите, рече Димовски, и додаде дека околу 290 средношколци ќе завршат годинава. Во текот на денешниот и утрешниот ден најавени се некаде околу 20 на факултети и универзитети, распределени се во 4, односно во 5 училници, така што учениците ќе имаат една убава можност да се запознаат одблиску со студиските програми и со начинот на аплицирање во тие факултети. Во Скопје има 22.000 средношколци, а од нив околу 5.000 годинава ќе го завршат своето образование. Во општина Бутел денеска почна акција за чистење на дивите депонии во рамките на неделата за подигнување на јавната свест на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје. Почетокот на акцијата се одвиваше во близина на трафостаницата кај големата клучка на Скопската обиколница, каде што директорот Абдусамет Чабани и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски им се обратија на граѓаните со апел совесно и правилно да го одлагаат отпадот, со цел да се спречи создавање на диви депонии. Градоначалникот Велимир Смилевски истакна дека во наредните 2 дена ќе бидат исчистени сите помали и поголеми депонии на територијата на општина Бутел. Благодарение на градот Скопје и комуналното претпријатие со нивната механизација, во наредните неколку дена ќе ги исчистиме сите овие точки и воедно апел, молба до граѓаните на општина Бутел да не ги повторуваме оние работи кои што во изминатиот период ги правевме, пунење значи со шутеви и кабасти отпади сите делови од територијата на општина Бутел. Воедно и ги замолувам граѓаните, бидејќи често пати нашите комунални инспектори среќаваат луѓе кои што фрлаат шутеви од други општини, да ја информираат општината за да можеме во иднина таквите работи да ги отстраниме и да граѓаните на општина Бутел живеат убаво.
Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Чабани истакна дека оваа акција се одвива на целата територија на град Скопје, а граѓаните треба да ја сватат важноста на овие пораки, со што ќе разберат дека заштитата на животната околина зависи од нивниот однос кон отпадот. Денеска заедно со градоначалникот господинот Велимир најавуваме дека црните точки, црните дамки во одредени општини полека да ги елиминираме. Се со цел медиумите, граѓаните, невладините организации, основните, средните училишта, факултетите да ни помогнат во овие акции, се со цел полека граѓаните отпадот да го одлагат таму кај што им е местово. Инаку на територијата на општина Бутел има неколку црни точки освен посочената, каде што постојано несовесно се фрла смет, шут и друг цврст отпад, а тоа се депониите на улица Александар Урдаревски кај домот 25 мај, на Боца Иванова кај градските гробишта, на Цетинска кај новиот булевар Христијан Тодоровски Карпош и во руралниот дел Боринарец на излезот од Љуботенски пат према Љуботен. Печат со новото име Република Северна Македонија почна да се става во пасошите при влез и излез од државата, во согласно со спроведувањето на обврските од договорот од Преспа. МВР во согласно со одлуката на меѓуресорската група се задолжува да ги преземе сите потребни мерки и активности за спроведување решение во преодниот период до создавање технички претпоставки за издавање нови патни исправи. Издавањето на новите пасоши треба да почне од крајот на 2019 година, а во преодниот период МВР при влез и излез на граничните премини во постојните или ново издадените патни исправи ќе става печат, со што ќе појасни дека патните исправи и припаѓаат на Република Северна Македонија. Замената на патните документи со новото име на државата ќе бидат на трошок на граѓаните. МВР треба да ја почне постапката за набавка на нови патни документи, а старите документи остануваат во важност до истекот на техничкиот рок утврден со договорот од Преспа, а тоа се 5 години. Ова значи дека секој граѓанин во рамките на редовната постапка, кога ќе го менува пасошот, ќе го добие новиот и ќе ја плати цената што е редовна за замена на патните исправи. За патување во Грција повеќе нема да има потреба од дополнителниот лист, а нашите државјани ќе треба да приложат само пасош во кој стои печатот на Република Северна Македонија. Од МНР информираат дека дополнителниот лист повеќе не важи. При влез и излез од Грција, тамошните погранични служби досега печатот наместо во патните исправи го ставаа на дополнителниот лист. Листот повеќе нема да важи, а печатот ќе се става во патните исправи. Но се чека и официјално известување од грчкото МНР до надлежните служби, пошто ќе почне и практичната примена на оваа одлука. Сончевиот викенд, новите животни и новите живеалишта беа причина Скопската зоолошка градина викендов да биде полна со посетители. Но причина плюс беше и тоа што зоолошката градина во Скопје доби нов жител, односно се роди мајмунче од видот Белора гибон. Белоракиот гибон е ендемски вид, а бебињата се раѓаат без или со многу малку крзно. Бебето гибон во првите месеци подсетува на вонземјанче, а во прегратките на мајката може да седи и до 9-месечна возраст, изјави Тина Мицковска, портпаролката на зоолошката во Скопје. Тина во разговор за Прва Скопска ги открива и плановите за зоолошката градина во наредниот период. Се наоѓаме во Скопската зоолошка градина и поводот за нашата посета овде е новиот жител на зоолошката градина, а за тоа подетелно ќе ни објасни нашата соговорничка Тина Мицковска, портпарол на зоолошката. Тина, ќе ни кажете нешто поточно за новиот жител на Скопската зоолошка градина, нешто повеќе за од кој вид е мајмунчето, нели, за што поконкретно станува збор? Јас како портпарол на животните, нивниот глас во
јавноста. Ќе кажам дека имаме мало бебенце од видот белорак гибон. Тоа се човеколики мајмуни кои што живеат во Индонезија, во Суматра, особено таму по полуостровите и островите. Ендемски вид се, значи живеат само во тој предел, ги имаме тука во Скопската зоолошка градина. Интересно е што нивната сила како на Ахил, кој што му беше во питата, нивната сила е во рацете, се доста интересни, значи можеме чисто ги забележиме како се бесат по дрва, но се и големи акробати, одат по јажа, овде тоа може да го видат посетителите летно време на езерцето каде што е нивниот дом. Бебето има околу 4 месеци, моментално си со мајката, во незината приградка остануваат и до 8-9 месеци. Значи цело време се приврзани за мајката додека не порасне, додека не станат самостални, затоа и денеска не можеме да го снимаме, не можеме да го видиме, но се надевам дека наскоро ќе излезат надвор, веќе се стопли уште малку времето и посетителите ќе имаат можност да го видат. Викендот имавме доста високи температури, имаше ли голема посетеност Скопската зоолошка градина? Да, за среќа доживеавме вистинска пролет, сите луѓе беа позитивно расположени, па така и овде имаше огромна врволица на луѓе, значи околу целата недела, заедно со викендот имавме околу 30.000 луѓе, што е навистина одлична бројка, но сепак ќе кажам дека зоокултурата треба малку да се поправи. Има луѓе се уште што ги хранат животните? Да, за жал и покрај сите опоменувања и покрај сите кажувања дека ќе воведеме казни, се уште има луѓе кои што не знам зошто го прават. Тоа навистина не можам да сватам бидејќи е доста штетно за животните, значи се случуваат дигестивни проблеми и мислам дека редна веќе да се стави крај на тоа. Имавте една кампања Креирај и донирај, ми се чини така се викаше, нешто повеќе околу тоа ја најавивте, се спроведува, што се случи? Па да, дојдов до идеја да направиме една кампања за разубавување на зоолошката, односно секој кој што сака да помогне да се вклучи во кампањата да може да креира или да донира за зоолошката градина. Еве досега неколку продавници за овошје и зеленчук ни донираа храна за животните, потоа доста продавници што се за бои ни донираа бои, имаме луѓе кои што се пријавија графиджи, уметници, луѓе што цртаат мурали. Значи навистина ќе направиме зоолошката да биде едно прекрасно каче, целата шарена. И ви повикувам повторно доколку некој гледа, не прочитал до сега за кампањата, сака да се приклучи, слободно може да го направи тоа, да се јави во зоолошка, да ни пише на Facebook и да се вклучи во кампањата да помогне. Нешто еве за крај, идни планови, некои новитети дали планирате да воведете? Секако да, од пролет не чекам многу работа, затоа сега работиме кампањата додека сме послободни. Инаку доаѓаат фламинга за прв пат во Скопската зоолошка, за прв пат во Македонија. Веќе се подготвува нивното живеалиште, најавени се зебри, нови антилопи, се враќа коко заедно со уште тројца пријатели, тука позади нас е и живеалиштето. Потоа имаме динопаркот е при крај припремата, значи тоа ќе биде нешто ново интересно. Мислам дека на Балканот воопшто нема толков динопарк, обично секаде има по 10 диносауруси, кај нас има 41 вкупно во природна големина, што мислам дека ќе биде најголема атракција оваа пролет. Тина, јас ти благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Ова не е прво бебе во зоолошката градина, бидејќи и претходно имаше едно мајмунче, потоа едно јаре, а веројатно ќе има и многу други принови. Зоолошката градина во Скопје е основана во 1926 година. Располага со 495 животни од 96 вида, и тоа цицачи, птици и влечуги. Зоолошката е отворена секој работен ден од 9 до 18 часот. Според истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка во врска со епидемијата на морбили, за тоа колку се важни вакцините кои се применуваат во земјава, за големо мнозинство од граѓаните, односно 89,7%, целосно или донекаде се важни вообичаените вакцини што се применуваат во земјава. Висок е процентот, односно 86,3% на оние кои сметаат дека целосно или донекаде е важно родителите да ги вакцинираат децата. Околу 69% од граѓаните се загрижени дека може да избие епидемија не само на сипаници, туку и на други заразни болести. Речиси 2/3, 59,2% целосно или делумно се согласуваат со привремената мерка на Министерството за здравство за забрана на прием на деца што немаат примено МРП вакцина во градинките, соопшти МЦМС. Големо мнозинство од граѓаните, дури 69,7%, како што покажува анкетата, целосно или донекаде се загрижени за несаканите дејства од вакцините, но 86,6% рекле дека немаат искуство со некој што имал несакана реакција на вакцина. Такво искуство имале 8,0% од испитаниците.
Прашани за тоа дали веруваат дека постои поврзаност помеѓу вакцините и аутизмот, 9,8% целосно се согласуваат, а 16,7% воопшто не се согласуваат. Вкупно 71,9% од испитаниците целосно или донекаде се согласуваат дека доколку некое дете не е вакцинирано, други деца се изложуваат на ризик од болест. Повеќе од половина од граѓаните или 54,6% сметаат дека со одлуката на родителите да не ги вакцинираат децата, тие ги изложуваат на ризик и децата и целото општество, додека 1/3, 33,1% сметаат дека родителите треба да имаат право да одлучат дали нивните деца ќе се вакцинираат или не. По 42 пат, од утре до 24 овој месец на Попова шапка ќе се одржи традиционалната детска манифестација Снежен град 2019, на која ќе учествуваат ученици од основни училишта од Скопје, Куманово, Виница и Тетово. Како што информира организаторот на манифестацијата, Детскиот културен центар Карпош Скопје, екипите се составени од по 10 деца со свој ментор и тие со потребните алатки ќе ја градат својата скулптура и ќе ја прикажат својата креативност и умешност. Децата кои учествуваат на Снежен град, користејќи ја својата фантазија, се вистински уметници кои си играат со снегот и го претвораат во објект кој што тие си го замислиле. Веруваме дека, како и секоја година, ќе направат впечатливи уметнички скулптури, велат од Детскиот културен центар Карпош Скопје. Во рамки на манифестацијата ќе се одржат и други активности од забавно-рекреативен карактер, како избор на снежна убавица, спортски игри и надпревари во пинг-понг, билјард, шах, училишна квизотека, пикадо, снежен крос, најсладка бомбуна, снежно бинго, бал под маски и забава во дискотека за учесниците. На 24 февруари во 11 часот, свечено ќе биде отворен Снежниот град за сите посетители кои сакаат оваа уметност, да ги разгледаат ремек делата на малите креативци направени од снег. Македонската филхармонија вечерва го одржува концертот Моја љубов посветен на Денот на влюбените. Концертот требаше да се одржи на 14 февруари, но се одложи за вечерва поради трагичната сообраќајна несреќа и прогласените денови на жалост во земјава. Под диригентство на маестро Борјан Цанев ќе бидат изведени популарни теми, инструментални, но и вокални композиции кои се искористени во култни филмски остварувања, а кои пеат за љубовта, страста и влюбеноста. Како солисти ќе настапат вокали Огнена Танасовски, Светлана Јовановска и Надежда Рубен, труба Трајче Велков и саксофон Иван Иванов. Љубителите на добрата музика ќе имаат можност да ги слушнат вечните композиции, филмски теми. За оригиналните оркестрации, специјално направени за овој настан, се погрижи македонскиот врвен композитор Владимир Николов. Музиката ќе биде збогатена со танцот и кореографијата на Ивана Коцевска и Јована Зајкова, како и со уникатен светлосен дизајн. На површина од 1800 метри квадратни, градскиот трговски центар во Скопје ќе добие зелен покрив. Овој проект, кој е финансиран од град Скопје, а е направен врз основа на меморандумот за соработка меѓу UNDP и градот, е во рамки на програмата Отпорно Скопје и ќе чини над 30 милиони денари. На покривот ќе бидат засадени 29 висококвалитетни дрвја и повеќе од 30 други видови садници. Ќе бидат поставени неколку водени зони во форма на фонтани и базени, монтажна бина, партерно шаховско поле, кафе-бар, како и модерна урбана опрема од клупи, корпи за отпадоци и паркинзи за велосипеди. Градскиот трговски центар е еден од символите на нашиот град. Вие знаете, веќе ја пуштивме ПСК, направивме еден зид на графити, нешто што досега сме го немале. Овдека го започнуваме зелениот кров со цел
овој објект кој што го заштитивме од барокот, а кој што е символ на нашиот град, да добие што е можно поголема душа, да добие што е можно повеќе атрактивни содржини, за да стане повторно едно од главните свратилишта на Скопјани. Овој зелен кров значи дека ова место повеќе нема да биде едно од најтоплите места во Скопје, напротив, така ќе влијаеме на намалување на температурата глобална во нашиот град и од место кое што луѓето го избегнувале или не го ставале на својата мапа, ќе го направиме едно прекрасно катче во кое што заеднички ќе можеме да трошиме моменти од нашите животи. Постојниот представник на UNDP појасни дека ова е нова технологија со што се дава осврт на новите опасности од климатските промени, односно топлотните бранови со кои Скопје е загрозено. Таа напомена дека е интересен фактот што летно време, кога температурата на градскиот плоштад е 27 степени, покривот на градскиот трговски центар е 37 целзиусови степени, што значи дека за 10 степени е повисока температурата. И додаде дека ова е еден проект со кој треба да се зголеми отпорноста на градот од климатските промени. Ова е нова технологија со која што се дава осврт на новите опасности од климатските промени, а тоа се топлотните бранови под кои што е загрозено Скопје. Скорешното топлинско мапирање посочи дека оваа зграда е една од најжешките, најтоплите точки во центарот на Скопје. Во оваа фаза, заради материјалните можности на градот Скопје, ќе се прави зелен покрив само на делот од покривот што гледа кон градскиот плоштад. Постапката за избор на изведувачи ја спроведе UNDP, а е избран конзорциум од неколку градежни фирми, затоа што станува збор за комплексна градежна активност. Во населеното место Гоце Делчев во општина Газибаба малолетни лица запалиле гуми и предизвикале оган, а од изјавите од локалното население се чувствувала многу лоша миризба. Според информациите од инспекторатот на град Скопје по пријава од граѓаните на дежурниот телефонски број 193, дежурната екипа на инспекторатот на град Скопје веднаш се упатила кон местноста Гоце Делчев. Како што информираат оттаму, на лице место биле забележани малолетни лица кои палат гуми, каде што веднаш била повикана противпожарна бригада која го локализирала огнот. Од инспекторатот на град Скопје за Прваскопска информира дека при пристигнувањето на инспекторите на терен, малолетните лица кои биле на возраст од 12 до 13 години веднаш избегале, а инспекторите на терен извршиле испитување на жителите од околните куќи за пронаоѓање на децата, но обидот бил безуспешен. Од инспекторатот апелираа до граѓаните доколку се забележи палење на отворен простор, веднаш да биде пријавено на бројот 193, за да можат екипите веднаш да реагираат. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје продолжува со чистење на црните точки во главниот град. Денеска екипите на предпријатието почнаа акција за чистење на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, чиј почеток го означија директорот Абдусаме Чабани, градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ и директорката на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања професор доктор Бојана Наумовска. Професорката Наумовска во рамките на акцијата нагласи дека прашањето за неправилното одлагање на отпадот во Скопје е повеќе деценинско и неговото решавање бара комплексен пристап. Таа посочи дека потребни се научни истражувања за причините на несовесното однесување на граѓаните, но и казнени мерки. Значи пред преземање на било какви посериозни мерки и креирање на политики, сметаме дека би требало да знаеме со каков проблем треба да се справиме. Значи појавата ја имаме, тоа е ѓубрето на секаде околу нас, меѓутоа пристапот ќе биде многу различен доколку знаеме која е причината за појавата на толку многу ѓубре. Понатаму секако станува, значи треба да се имаат во предвид и казнените политики, казнените мерки, колку често истите се изрекуваат, запознаеноста на граѓаните со тоа што кршат и колку тоа би ги чинело кога
кога би го правеле, меѓутоа сепак сметаме дека за решавање на вакво сериозно прашање треба посериозен пристап. Може да потрошиме многу пари и да не дојдеме до целта, меѓутоа ако знаеме што е причината за појавата, тогаш со многу помалку средства би ја постигнале истата. Јавното предпријатие Комунална хигиена во изминатиот период спроведе повеќе акции за чистење на црните точки во градот, а надлежните постојано упатуваат апел до граѓаните правилно да го одлагаат отпадот и да не создаваат диви депонии. Но некако овие апели не стигнуваат до одредени граѓани. Локациите каде се чистеше повторно се затрупани со отпад. Една од ваквите локации е дивата депонија кај Пластичарска, која пред само една недела беше комплетно чистена, а нашата камера денеска забележа хаос. Се наоѓаме пред игралиштето на Пластичарска улица, место каде што често се создава дива депонија. Пред само една недела јавното предпријатие Комунална хигиена својата акција за чистење диви депонии ја започна токму од тука. Екипите на Комунална хигиена го исчистија просторот, но само по една недела повторно се создава дива депонија на оваа локација. Директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусаме Чабани пред камерата на Прва Скопска рече дека решението на овој проблем го гледа во инспекторатот на град Скопје со казнување на несовесните граѓани кои постојано создаваат диви депонии на локациите каде во изминатите денови се чистеше. Лично разговарав и со инспекторатот на градот Скопје и со инспекторатот на општина Чаир, веќе таму да почнуваат и да казнуваат, бидејќи секој ден на таа локација ние чистиме, а не е наша обврска. Затоа ќе побараме од надлежните институции веќе да почнуваат и да казнуваат. И барам од нив и апелирам од нив веќе и до граѓаните, но и до институциите кои што конкретно до инспекторатот веќе да почнуваат и да казнуваат. Шабани додаде дека во текот на 2018 година Екопатролата има направено 1800 записници на граѓани кои биле затекнати на лице место како неправилно одлагаат отпад, но овие мерки се само од едукативен карактер и не се однесуваат на казнување. Во изминатиот период јавното предпријатие Комунална хигиена спроведе акции за чистење во повеќе образовни институции. Беше исчистен дворот на студентскиот дом Пелагонија и заводот за згрижување Ранка Милановиќ. Градоначалникот Саша Богдановиќ ја поздрави акцијата на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и изрази надеж дека овие активности ќе резултираат со почиста животна околина. Јавното предпријатие Комунална хигиена од денеска до 23 овој месец ќе спроведе машинско миење со автоцистерни на булеварите и по големите улици во Скопје. Миењето, како што информираат од јавното предпријатие Комунална хигиена, ќе се одвива во утринските часови и ќе ја опфати територијата на сите скопски општини. Акцијата е со цел подобрување на нивото на хигиената и чистотата на јавните градски површини, а ќе се реализира благодарение на најавените поволни временски услови. Според програмата за работа, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје стандардно спроведува машинско миење со автоцистерни само во периодот од април до октомври. Општина Карпош во соработка со колективниот постапувач Елколект продолжува со унапредување на начините за правилно управување со електричниот и електронскиот отпад. Како што соопштија од општината, отворени се 2 нови соберни пункта со цел правилно да се одложува секој вид отпад и да се заштити животната средина. Првата локација е во кругот на Центарот за селекција на отпад и претоварна станица на Комунална хигиена Скопје, која се наоѓа веднаш позади бензинската пумпа на Макпетрол на булеварот Илинден во Карпош 3. Втората локација е кај просториите на урбаната заедница Влае 2, веднаш до спортските терени кај мостот Обединените нации во населбата Влае. Од општината вела дека локалната самоуправа ги интензивира активностите и мерките за заштита на околината и за намалување на загадувањето од сите аспекти. Жителите кои живеат кај висококатниците во аеродром ќе добијат нова улица. Од општината информираа дека почната е изградба на нова улица и ќе го носи името новопроектирана 3.
Како што информираат од општина Аеродром, досега се изведени околу 250 метри, а град Скопје треба да обезбеди влез од булеварот Србија. Улицата е широка 12 метри, има 4 ленти и тротоари од двете страни со широчина од по 2 метра. Исто така, изведени се фекална и атмосферска канализација, како и улично осветлување. Оваа улица се очекува дополнително да го растовари сообраќајот во тој дел од општина Аеродром. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар воведува промени во начинот на користење на резидентните паркиралишта со кои стопанисува. Односно, од сега тие ќе бидат наменети само за станарите кои живеат во тоа подрачје. Од ПОД појаснуваат дека промените се воведуваат со цел да им се овозможи на жителите на општина Центар непречено да ги користат резидентните зони исклучиво за сопствени потреби. Со овие промени ќе се воведе ред во паркирањето на резидентните паркиралишта, со кои стопанисува предпријатието со цел ослободување на тротоарите, пешачките зони и јавните површини од непрописно паркирани возила. Во наредните 2 месеца, контролори на ПОД ќе ги опоменуваат сите возила што ќе бидат затекнати на резидентно паркиралиште или резидентна улица, а не се корисници резиденти на секторот каде се паркирани. А од 10 април, оние кои ќе постапуваат спротивно ќе бидат санкционирани со поставување механичко средство блокатор или ќе бидат отстранети со специјално возило пајак. По постигнатиот успех на документарниот филм Медена земја на фестивалот Санденс, каде освои 3 награди, првата затворена домашна проекција ќе биде на 12 и 13 март во Кино Милениум, а за пошироката јавност ќе биде прикажан на фестивалот Македокс. Целта на филмот е јакнење на свеста за зачувување на природата и фер искористување на природните ресурси. Фирмата што не застапува успеа да склучи договор со огромната компанија за дистрибуција на филм во Северна Америка, Неон, што се обврза да го дистрибуира филмот во кината низ цела Америка. Во договорот стои дека ќе имаме проекција во барем 15 градови, а бројката може да достигне до 30 градови и верувам дека ќе имаме милионска кинопублика, посочи Атанас Георгиев, продуцент и монтажер на Медена земја на пресконференција. Очекува наскоро да има резултати за кинодистрибуција и во Европа, што е, како што кажа, доста значајно за еден документарен филм. Филмот доби награди за најдобар документарен филм, најдобра кинематографија и специјално признание од жирито за влијание за промена. За пораката што сака да ја испрати овој филм, режисерката Тамара Котевска појасни дека проектот кој почнал како истражување на почетокот требало да биде краток документарец за зачувување на природата околу реката Брегалница, прераснал во вистинска човечка приказна што носи силна порака. Медена земја е филм снимен во распон од 3 години. Раскажува приказна за последната жена одгледувач на диви пчели во Европа, која се обидува да ги спаси пчелите и природниот баланс во природата, кога семејството на номадски пчелари се населува на незината земја и ја загрозува екзистенцијата. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Саботна хроника. Вие и понатаму следете ги неделните прегледи на Викенд хрониките.